Околу 20 написатели кои имаат некаква поврзаност со Битола зедоа учество на годинешната 12-та поред традиционална роднокрајна писателска средба. Нивните овогодинешни излагања беа на темата доживување од животот, избрано од организаторот на средбата, Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски од Битола. Овој пат темата е некои наши доживувања од младоста и воопшто од животот како инспиративни моменти за пишување на книги, па накусо само јас би кажал дека за мене лично не постои некоја главна случка што би била така пресвртница. Мислам дека секој момент, дури ова интервју, нас не пресоздава ни нуди нови гледања на се околу нас и на некој начин инспирација за пишување. Сето тоа е една долга приказна, на долга случка што се случува секаде. За писателите од Битола и Битолско оваа средба е многу значајна, затоа што на овој начин оставаат свој белег во македонското литературно творештво. И ние од Скопје или од други места доаѓаме редовно и се подсетуваме на Битола, на градот кој што секогаш има разноразни можности за да влезе во пишаниот збор. Еве и сега повеќе од 20 битолски автори сме собрани на денешниот ден да ги искажеме своите текстови кои што се однесуваат најчесто на Битола, на нашето творештво, на творештвото на колегите. И навистина овие средби се многу успешни и богати и верувам дека Битола и библиотеката ќе ги одржува редовно како што и досега ова се случува. Финален производ на роднокрајната средба е издавањето на зборник во кој ќе се најдат текстовите на сите писатели кои зедоа учество на 12-та поред традиционална роднокрајна средба, која е во организација на Универзитетската библиотека Свети Климент Охридски од Битола.